Речиси празен и непрометен утрово беше добиточниот пазар во Облешево, без сточари и добиток и без трговци. Во градениот простор само по некое јунче или теле, за чие купување само мал број заинтересирани кои чекаат да падне цената. Дождот од ноќта и студеното време уште понегативно влијаат на пазарната атмосфера, која ни приближно не е како пред неколку години, кога овде буквално вриеше од народ. Сточарите и земјоделците се дотолку разочарани од актуелната ситуација, што не им е до изјави и коментари за состојбата во која се наоѓаат. Еден се жали дека 3000 вреки полни со арпа му стојат непродадени, а дел од нив датираат од 2019 година, дел од 2020 и од штотоку ожнеаната реколта. 3 години му поминале во чекање реална цена, ама се уште ништо. Друг вели дека полека но сигурно се уништуваат малите сточари и фарми за одгледување по неколку крави, свињи и кози. Нешто поради болестите, но најмногу поради лошата политика и несоодветните мерки. Се повеќе го уништуваат добитокот, поради тоа младите не гледаат перспектива и побегнаа во развиените земји, каде не им е полесно, ама знаат колку и за што работат. Во каква ситуација е земјоделието потврдува и сликата од пазарот во Облешево, каде денеска немаше сезонска зелка и други градинарски производи од непосредни производители. Само прекупците на по некоја тезга продаваа увозно оранжериско производство. Најпрометно беше пред двете комбиња од кои се продаваше бајат леп по половична цена од редовната.